Благодарам, подпредседателя. Колега Орцев, дали малко или много, важно е дека сгрешиле. И сега, то е работа на критериум за некој колко е малко, колко е много. Ама сгрешиле за некој малце, ама за насептен много. И затоа тука не треба да има дискусија. Не повикавте дека Никола Груевски не користел заради не знам кои причини. А дали вие мислите дека Бранко Црвенковски со оваа иницијатива не ве користи да си го измие криминалното минато и криминалната приватизација? Ама во претходната реплика реков, вие може да смените 100 закони, може да смените и 5 пати устав, ама тоа што некои луѓе лично го поминале, тоа не можете да го смените. И затоа е таа перцепцијата. Вие сакате да наметнете тема дека Никола Груевски е виновник за приватизација, ама не ми повинува. Затоа сте свесни. А сте свесни и дека не можете ништо да направите со овие измени. Ви кажав пример. Не знам, ЗИК Струмица или било кои фирми. Тука е господја Цветанка, па се извинам. Значи луѓето сега додат да побарат потврда, не во таа смисла. Значи да побарат потврда за стаж, нема да најдат документација, затоа што фирмата работела под едно, сега се разделила на 10, па тие 10 се приватизирале, според законот за архивска граѓа имаат законска обврска новите газди колку години да ги држат документите, ама сигурно немаат 20-30, сигурно таа документација нема. Значи ние имаме проблем околу една едноставна работа. Значи луѓето пред додат во пензија, си го кажам тоа од практичен пример. Ние сме од Струмици и се знаеме сите. Значи, практичен пример. А не пак да чуваат новите газди некакви договори за купопродажба и така натаму. Единствено според закон за архивска граѓа, акционерската книга е оној документ кој што мора да го чуват постојано. Ама тоа не ни значи ништо. Јас ви кажав порано еден пример со Струмица табак. Чиста приватизација. Ама купена за 12 милиони марки, со се долгови спрема банка, а во нивните магазини има 5,5 милиони килограми тутун. Тоа е единствениот пат кога Бранко Црвенковски дојде во Струмица. Вие знаете, работевте, јас не ве обвинувам вас. Вие бевте раководител може некој сектор. Не бевте ни директор ништо, значи не ме сваќате лично. Ама знам дека знаете. И дека е јавна тајна во Струмица. Дека само со еден подпис 6 милиони марки грчкиот газда беше кјар. Не зборувам објекти, не зборувам хотели, не зборувам ништо. Тоа е башка. 5,5 милиони килограми тутун во магазините, кои што во тој период вреде 18 милиони марки. А фабриката купена за 12. И сега тука се е чисто. По закон. Ама не е така.